Добро утро, друштво, и добре ни дојдовте во уште едно наше видео. Мислам дека ова ќе не биде последното видео од Америка, бидејќи за 2 дена си летаме назад за Скопје. Јас списокот веќе го почнав, полека доаѓа време за запакување, да се поздравиме со блиските и малку да расчистиме низ дома. Најголем хаос искрено направивме јас и Теодора, па не е ред да оставиме се на нашиве да исчистат. А така за почеток на ова видео иде една генералка и после тоа ќе идеме малку да се прошетаме. Еве тука до каде стигнавме. Изчистено, изрибано се, вратено во првобитна состојба. Ми остана само со чекручињата да ги ставам, мама тие се во сушара. Тука ја чекам корпата да се исуши и после тоа уште да изрибам кадата. И за крај овдека ќе ми остане хаосот внатре што е да го средиме. Идеме на следна соба, дур се суши. Мала пауза од чистење, се спремивме, дојдеме до Диего Фестас, доручек за нас, мада е веќе после 12, али окей. Чистење за денеска доста. Ние сега ќе одиме малку да се шетаме низ Форт Колинс и да, сега тргаме. И добре дојдовте во Форт Колинс. Ова е градот во кој мислам дека би можела да се преселам во било кој момент. Затоа што е микс од млади поради коледжот и ноќниот живот е навистина забавен. Поради тоа и постојано се гради, има доста нови комплекси, нови квартови и нови паркови. А спротивно од тоа е познат по Old Town Square, односно тоа е самиот центар кој го гледате во овие сечоци. Најкарактеристични се зградите кои се изградени во раните 1800 години. Во Форт Колинс може да најдете многу уникатни продавници или ресторани со долга традиција, но секако има и многу нови и помодерни места. Ние овој пат бевме навистина на кратка прошетка и не знам колку успеав да ви го доловам ова место, но ветувам дека на нашето следно идење ќе го покажеме малку подетално, бидејќи ова ми е дефинитивно омилениот град во Колорадо. Луѓе мои, ова е само продавница. И за овие другиве животни што очигледно ги сакаме, цело царство. Јас не знам како залутавме во оваа продавница. Ја оставивме колата да се полни. И продавницава беше во близина. Цеки. Иначе идеме дома и се слушаме утре. Добро утро, друштво. Како сте? Ден пред да летаме,
и морам да речам дека ние сме малку тажни, бидејќи секој пат ова вака, небитно дали се враќаме од Америка или се враќаме од Скопје, ова е оној bittersweet feeling, каде што има многу причини да се радуваш и за едното и за другото место, и затоа сме тажни што нема да бидеме тука за некои битни настани, меѓутоа that's our life. Јас имам да продолжам со уште малку од генералката. Ми остана вчера да ги средам играчките на Теодора, да пуштам машини. Веќе пуштив една машина да пере, па дори ја чекам Теодора да се разбуди, јас може накето да го спакувам, да не биде се да оставам за последен момент. Плави лака. Јас излегов со Теодора малку да си играме во двор. Уште малку ќе треба да успевам за дремка, и чим ја успиам, јас и Брендин ќе одиме до банка, Dollar Tree, и кај требаше и во пошта. Така да тоа ни се последни обврски што ги имаме за пред да се спакуваме и да си одиме. Јас ќе пробам да зумирам да го видите. Ова е Longspik врвот, ова малото тука што штрчи, всушност е повисоко, околу 4350 метри надморска висина, и е дел од Rocky Mountain National Park. Ова ви е како Темона мала. Тука има многу декорација за Халоуин, но ние дојдовме да побараме некои занимации за теа да има за во авион. Сега јас одам да ја земам поштата. Во оваа зграда треба да одам. Сега уште да се сетам каде бевме ние. Алдан. Мислам дека секој пат кога ќе успием Теодора, јас ќе ви се јавам тука со се пешкириве позади и се. Не знам, страх ми е да идам таму да не разбудам. Во секој случај, ни се најавија гости за Аскара, па таман сакав да искористам и да ви снимам the traditional American barbecue. Моментално Брендин и Раул се во продавница да купат што треба, а јас ќе искористам приликата да успие уште Теодора да го изедитирам претходното видео. Само треба да соберам храброст. It's time for our last barbecue while we're in the United States. This is everything we need to grill hamburgers. Okay, we're gonna start. We actually have some chicken breast for Vicky and Taya, so we can make chicken burgers if they like. Next out of the bag, we have some delicious butter lettuce. It's nice and fresh, so that'll go in the burgers. Medium cheddar for burgers like medium cheddar or American. If you know, you know. Delicious. 2 packages of those. Tomatoes. Red or purple onion, depending on who you ask. Bacon. We're gonna cook that up, and that we can go on some of the burgers. And then, of course, we have some beef. It's not all of it. This is a little bit fattier, and then this is a little bit leaner, and we're gonna combine them together to have a mixture of burgers. And then everything else that we need, we have like ketchup and mustard and mayonnaise and all that fun stuff. So we're gonna grill some burgers today. I love that she just like she says, I know. Well, Oh, you want to get it while Please, it's... thank you. that's right. Oh, thank you. More? More? Hey, but they should be here. Hmm? But then you change your clothes, they be here.
и мислам дека ќе доаѓаат на кај нас. Инаку сега до ова ветер и не знам колку ќе ме чуете, но нели ова тука е националниот парк и да се позади натака, и тоа е Longs Peak. Ова е една од најпознатите планини за hiking, The Twin Sisters. Па ако некогаш дојдете, повелете и качувајте се. Добро утро, друштво. Сега околу 7 часот наутро и ние денес летаме. Не ми се одич. Многу ми беа малку овие месец ден овде, ама тоа е што е. Идам сега да ја будам Теодора, па ќе се чуеме кога ќе стигнам. Okay. It is 12 noon. We're about to leave for the airport. We take off in about 8 hours, so we got a lot of time, but we have a little bit of shopping we have to do on the way to the airport. But I have a surprise for Vicky. She doesn't fully know. I've been saving all of my Miles and Smiles miles for Turkish Airlines for quite some time, and I have upgraded our cabin class from economy to business class from Denver to Istanbul. And so she doesn't know, so it's going to be a bit of a surprise. Let's see if she likes it. That's it. Our time is done. We finished working on the fence. We got this fence done, and then we also got the neighbor's fence done on the other side. And it's Sunday. Our flight leaves. We head towards Istanbul. We take off at 8 p.m. and right now it's almost noon. So about 8 hours from now, it's time to leave. So we got some projects done. We have many projects lined up for next visit. A lot. We have a lot of projects for next summer. I think next we go back to Skopje. We'll be there for about a week. And then we have some vacation time lined up for us, which will be really fun. And Taya's birthday too. Yeah. Yeah. Some nice things lining up too. Yeah. Okay. We'll see you guys in Macedonia. Секој пат пред лет ја носиме Теодора на ова игралиште. Баш ке има аутлет за шопинг. Ама малку да се истроши, така да може да спие во авион полесно. Кај сме ние, мама? На Лулашка? Не, јас се зборам. Па и тоа е Лулашка, мама? Како тој? Ние привршуваме со шопингот и ни остана уште 1 сат пред да идеме на аеродром. И тука сме да истрошиме уште некоја енергија и се гледаме од аеродром. На игралиштево нема што нема буквално, ама доста од активностите се направени за поголеми дечиња, така да ние поише се шетаме. Сите што ќе бидат во авион со нас денеска да ми бидат благодарни треба. Ова дете има да спие. Мислам дека времето не истече и сега ќе одиме до аеродром. Јас сум многу жедна и се надам ќе си најдам нешто вкусно, зашто од утре во Скопје почнува диета. Lovely. И баш би сакала да најдам некоја така лимонада овошно, нешто такво да ме освежи, бидејќи иако е облачно, многу е топло. И да, ќе видиме што ќе биде изборот на аеродром. Може и да влеземе на лаунџ, ако имаме време, зависи како и кога ќе стигнеме, како ќе не послужи сообраќајот. Светски патник.
Само што поминавме check-in и сега идеме на кај security. Ние сега сме во Денвер, во лаунж делот. Малку ужинка пред пат. Имаме уште некои 10 минути. Ја е прв пат волку далеко од нас и се надевам дека нема да се уплаши и да почне да паничи. Иначе нема звук во слушалките, така и стои на глава сам. Ова е менито за бизнес клас. Сосема различно од иначе. Aide. How was your business class experience? Did you sleep? Yes. Actually, it was so good. I'm so sad that I spent it on sleeping. Welcome to Skopje. I'm exhausted. Look at you. See my hair? It's 30 degrees Celsius right now. It's 8 o'clock at night. It's humid. You can't tell me we weren't better being in like the 25 Celsius bedroom at night. Cold air coming in, beautiful breeze underneath the blankets. Ugh. And now I gotta sleep on this rock hard mattress with nothing over me. I'm gonna be sweating all night because it's so hot. Film me tomorrow. Конечно да стигнам и вака да ви се јавам. Стигнавме пред малку во Скопје, сега е околу 9 часот на вечер, а ние будни, спремни за забава. Пред да го завршам видеото, сакав само што да ви се заблагодарам на сите што ми испративте порака на Инстаграм. Многу ми значат и многу ми е мило кога ќе ги прочитам. Не битно дали јас сум ве прашала за критика да ми дадете или само иницијативно сте ми пишале. Во секој случај преблагодарна сум и да, тука ќе го завршиме ова видео и од утре почнуваме ново. Се гледаме. Сега е околу 12:30 на полноќ. Чекајќи го Брендин да се истушира, Теодора ми заспа за дремка. Што ми е најинтересно, Брендин успеа одма да заспие, а мене и на Теодора ни требаат денови. Со денови влечеме вака временска разлика. И сега кај да ја, она треба да се разбуди уствари. И јас да седам будна со неја до ниедно време. Сигурно до 5 сабајле. Малку му љубоморам на Брендин што е способен за 2 дена да се адаптира и тоа е тоа. А јас и малово небитно. Идам да работам, да не вењавам вас веќе. Бај за стварно. Сега стварно. Чао.